Советодавната група на граѓани денеска имаше продуктивна средба во полициската станица од општа надлежност, каде се одржа средбата и чии припадници ја организира истата, се собраа сите структури кои се инволвирани во заштитата од пожари, посебно на отворен простор, главно во шума. Одделението за превенција при полициска станица од општа надлежност Кавадарци одлично ја подготвило денешната средба и состанок на која беа присутни над 90% од потребните структури, сите со своји ставови и насоки како наједноставно да се справат со огнената стихија во шума. Средбата даде одговор на дилемите, а тоа беше ставено и во заклучоците. Потребна е едукација на најмладите, соодветно поставување на табли, патокази и предупредување на терен, организирање делење на флаери, информирање на јавноста, прецизирање на сите кои влегуваат во шумата, водење евиденција за нив, водење грижа за однесувањето во шумата. При тоа беше нотирано дека бизнис секторот во Кавадарци треба да биде соодветно вклучен со донации и помош во повеќе сфери од справувањето со пожари. Градоначалникот Митко Јанчев, кој исто така ја следеше ова денешна средба посветена на пожарите, во својата дискусија потврди дека од овој состанок треба да произлезат конкретни заклучоци со мерки кои треба да бидат превентивно преземени за брзо и ефикасно да се справуваме со пожарите. Штетите во шумите не се само во дрвната маса, туку тие се повеќекратни на вкупната екологија во средината. Евана веднаш да известува штом ќе има испаѓање од погон на одредени далноводи кои можат да бидат причина заради искрењето на жиците, а потоа да избие пожар. Петко Ристовски од јавното претпријатие Македонски шуми рече дека лани сме поминале добро кога се во прашање пожарите. На оваа територија на Кавадарци и Росоман се случиле 15 на пожари, кои опфателе 616 хектари површина, а за нивното гасење се потрошени 700.000 денари. Инаку во дискусијата се вклучија и представници на повеќе посебни и специјализирани установи, организации, здруженија кои исто така се инволвирани во процесот на чување, престој или експлоатација на шумските ресурси. Има материјални средства, се рече денеска, волја, но и спремност и оваа година да не дозволиме да ни се случат пожари од поголеми размери. Ако тоа се случи, тогаш ќе се организираме и соодветно ќе действуваме. Денес во полициска станица Кавадарци се одржува советодавна група на граѓани на тема да ги заштитиме шумите од пожари. Секоја година пред почетокот на летната сезона, токму во ова време кога имаме високи температури, големи суши, намалени се врнежите од дожд, значи постојат опасности за запалување на пределите каде што имаме најмногу шума. И токму затоа, значи по иницијатива на полициска станица Кавадарци, а тука ни се сите представници од најрелевантните институции кои што се надлежни за превенција и заштита на шумите од пожари. Значи имаме присутни представници пред се од јавно претпријатие Македонски шуми, гранична полиција, шумска полиција, противпожарна единица, ловачки друштва, планинарско друштво, земјоделски инспектор за земјоделие и шумарство, значи поканите се представници од двете локални самоуправи со градоначалниците на Кавадарци и општина Росоман и останати кои што во моментот можеби нема да ги спомнам, тука ни се и спортски друштва, велосипедисти, екологисти, сите оние кои што во даден момент можат на некој начин да помогнат во превенирање на пожарите. Значи од оваа советодавна група на граѓани ќе слушнеме, значи во текот колку пожари имало во текот на годината, што треба да се прави во следниот период кој што е пред нас. Значи во месеците јуни, јули, август па и септември ќе произлезат и одредени заклучоци. Јас од минатата година можам да ги спомнам кои се тие заклучоци, значи пред се треба да се изработи соопштение до јавноста, кое што преку вас како седма сила треба да допре во секоја куќа, во секое семејство и до сите граѓани кои што се упатуваат во овие шумски предели, како треба да се однесуваат кога се таму по било кој основ. Значи дали се тоа лица кои што имаат земјоделие таму, имаат поседи, ниви, лица билкари кои што берат и некои шумски плодови, можеби чаеви и така натаму, лица кои што одат на излет, на пикник, палат оган, значи скари и така натаму, како да се однесуваат доколку запалат пожар, да го изгасат на време, додека е во помал обем, бидејќи, како што некои знаат да кажат, додека е во почетна фаза, пожарот може да се изгаси и со една чаша вода, или доколку забележат пожар, веднаш да реагираат и да ги известат надлежните институции, пред се полицијата, јавно претпријатие Македонски шуми, па и сите останати кои што може брзо да се организираат и да го изгасат пожарот додека е во помал обем. Не ги спомнав тука Центар за управување со кризи и Дирекцијата за заштита и спасување, кои што имаат исто така своји представници, и се надевам дека
че имаме лето можеби не без пожари, меѓутоа лето со намален број на пожари во Теквешијата и од самото присуство на членовите кои што ни се овде присутни, гледам имаме од сите поканети институции присутни членови, значи сериозно се сваќа проблемот и се надевам дека ќе помине се во најдобар ред.